Продолжуваме понатаму, почитувани гледачи, со содржињето од денешното издание на емисијата Дневна соба. Мој гостин во емисијава, како што најавив и на самиот почеток, е Митко Гогов, познат и признат македонски поет. Митко, добар ден, добре дојде во Добар ден, Ѓорги. нашава емисија. Поздрав до гледачите на ТВ канал ВИС и благодарност за поканата. Така. И овој пат имаме повод за разговора. Поводот е она што утре ќе се случи во нашиот град, ќе се случи традиционалната манифестација 100.000 поети за промена. Каде, кога, во колку часот? Да, особено ми е драго што и годинава имаме можност да бидеме дел од тоа меѓународно глобално движење кое се вика 100,000 Poets for Change, и особено ми е драго дека иако со мало задоцнување и годинава успеавме да се подготвиме околу реализацијата на 8-то издание на 100.000 поети за Македонија, кое ќе се случи, како што кажа, утре вечер во 19 часот во киносалата на Кафе Бар Селект. Киносала има Селект. Да, јас знам, лани беше таму, ама не знаев дека е киносала. Порано била користена најпрви за проекции на филмови, потоа за проекции на Лига на шампиони, но просторот е идеален и за поетски читања. Така. Има ли тема годинова манифестацијата? Оваа година на глобално ниво започнавме заедно со Мајкл Ротенберг и Тери Керион, кои се коосновачи на ова глобално движење. Оние кои ми беа гости пред многу години. Пред 4-5 години, така, да, на третото издание. Тие годинава започна уште една благородна иницијатива која е пропратна на 100,000 Poets for Change. Нејзиното име е Read a Poem to a Child, односно прочитай му песна на дете, со која иницијатива сакаме да дадеме на знаење дека иднината е во рацете и во брилјантните умови на младината, односно на најмладите, и од исклучителна важност е ние како автори и како поети, колку што е можно почесто да имаме контакт со најмладата генерација и да им пренесеме дел од тоа културно знаење и значење што поезијата како книжевна форма го нуди, затоа што сметаме дека ако децата се иднината на светот и ако нивниот глас и мисла се облагородени со помош на поезијата, ете како тие ќе бидат промената за која постојано говориме и која сакаме, како што каже Ганди, да ја видиме во општеството. Да. И самиот рече станува збор за глобално движење, 100.000 поети за промена. 8 години веќе обстојува, така? Годинава е 8 издание. Браво. Добро, оно што ме интересира, во колку земји ќе се одржи оваа манифестација? Манифестацијата вообичаено се одржува во последната сабота од септември. Така беше со нас во изминативе 7 години, но поради други обврски кои ги имавме и како здружение и со новите манифестации кои ги започнавме во чест на големиот македонски писател Анте Поповски, моравме да го пролонгираме временскиот интервал за одржување на 8-то издание, но тоа што е веќе завршено до ноември и тоа што е пријавено на датабазата на Стенфорд универзитетот и на издавачката куќа Big Bridge во Калифорнија, околу 500 настани, повеќе од 500 настани во повеќе од 50 држави широм светот. Супер, одлично. Сега се поставува прашањето кој се ќе учествува утре вечер во Селект на оваа манифестација? Од година на година, како организатор на движењето во Македонија, можам слободно да кажам дека се полесно ми е да избирам кој да учествува, затоа што знаеш дека самото одржување и самата листа на гости, читатели, поети, ја правиме по отворени конкурси, на кои конкурси можат да учествуваат автори од цела Македонија, но исто така ја имаме и традиционалната изложба која е дел од програмските активности на фестивалот, на која пак можат да учествуваат сите дизајнери од Македонија и пошироко со нивно дизајнерско решение. Од големиот скок кој го направивме со јубилејното 5-то издание, последниве 3 години навистина на конкурсот за поезија оваа година имаме повеќе од 200 автори, од кои 200 вкупно 111 беа објавени на нашата веб страница, а 60 ако не се лажам,
се застапени во зборникот, кој исто така традиционално го публикуваме и утре вечер ќе биде неговата прва промоција и првото читање. Добро, супер. Освен поети од Струмица, претпоставувам има поети од цела Македонија, така? Поради финансиската конструкција годинава не можевме да си дозволиме да имаме поети од странство, како што сме имале во текот на изминатите години. Знаеш, имавме поети од Германија, од Индија, од Египет, од Америка минатата година двајца, од Косово, од Бугарија, од регионалните земји, многу повеќе од Србија минатата година имавме цело комбе поети дојдено. Оваа година се фокусиравме затоа што осмото издание некако го доживувам како гонг кој го отвара звукот на бесконечноста и самата осмица како символ го представува бесконечноста и сметав дека е подобро да се фокусираме на квалитетот што го нуди македонската поетска заедница и освен од Струмица се најавени поети од Охрид, од Прилеп, од Куманово двајца, од Гевгелија ќе имаме, па поприлично голем дел од градовите од Македонија кои засебно функционираат во некакви литературни друштва, затоа што конкурсот беше проследен до нив, ќе бидат вклучени во самата манифестација утре вечер. Ќе биде тоа интересна манифестација, се надевам дека поетите ќе се дружат убаво. Имаше и некаква програма по тоа, некаков бенд на претходните издања, ќе биде ли така и утре вечер? Како што кажав, оваа година навистина, затоа што и прекраја е годината, успеавме да поканиме максимално што можеме од македонската книжевна сцена, она што освен изложбата која е пропратен дел од самата манифестација, изложбата на плакати, на плакати на која секако сакам да кажам дека имавме повеќе од 20 автори дизајнери, меѓу кои едни од најдобрите дизајнери во Македонија се вклучени. Оваа година, помеѓу двата круга на читање, ќе имаме изненадување од еден струмички наш познат актер и од неодамна и новооткриен поет Ален Нанов. Тој направи еден засега непознат стил на комбинација на поезија и музика, така да ќе имаме можност да прв пат промотивно и премиерно да го видиме тој музичко-поетски перформанс изведен од негова страна. Добро, значи сепак ќе биде интересно. Да, ќе биде интересно. Не те плаши времето, ти оваа манифестација обично се одржуваше септември-октомври, крајот на септември, почетокот на октомври. Јас се сеќам оти сум доаѓал, сум правел ајвар и готов е ајварот и одам на 100.000 поети за промена. Овој пат не е така. Да, самото поместување годинава на фестивалот беше предизвик. Ете како се надеваме дека временските услови утре ќе бидат добри, најмногу не за нас струмичаните и поетите од Струмица, колку за гостите што треба да патуваат, така да се надевам дека времето ќе не послужи и дека тие ќе имаат безбеден пат до Струмица. Кога зборуваме за книгата, која или зборникот на најдобрите трудови од оваа манифестација, јас колку што знам на насловната страна или на самата манифестација оди најдобриот плакат. Веќе е избран, се знае името или до утре треба да чекаме? Најдобро е да биде изненадување самата корица и самиот автор, затоа што би било нехумано спрема другите кои се вклучиле. Генерално, знаеш, кога се оценува визуелното, не секогаш можеме да кажеме најдоброто. Јас се трудам секоја година да го избереме плакатот кој, освен функцијата првична што ја има да биде плакат, би можел да биде адаптиран за да биде и насловна корица на еден зборник од ваков тип каков што добро. Значи ќе почекаме сепак до утре. Еве, покана до сите љубители на литературата, утре 19 часот кафе бар Селект. Повелете почитувани гледачи на манифестацијата 8 поред 100.000 поети за промена. Што има ново кај Митко Гогов како автор? Она што последно го знаме е Струшките вечери на поезијата и Ехалон наградата, така? Да, тоа беше навистина пријатно изненадување за мене, затоа што последните неколку години, откако на некој начин станав дел од
нова генерација на македонски современи автори. Бев учесник на Струшките вечери на поезијата во делот Ноги без интерпункција и големо е задоволството, но исто така и одговорноста да си еден од носителите на наградата за најдобра песна прочитана од македонски автор на Ноги без интерпункција. Енхелон е старото име на Струга, како што е Астрион или Тивериопол за Струмица. Стружани многу го почитуваат на името на старото име на градот. И многу убаво звучи. Исто, да, одекнува како ехо. И да бидеш на листата заедно со наградените автори е секако задоволство, пријатно, но така, муабетот ми беше, тоа беше последната наша средба, последниот наш разговор, последниот повод за разговор, што се случува од тогаш до сега. Повеќе бевме фокусирани, како што ти кажав, на најразлични организации на манифестации. Бевме дел од креативни точки во не можам да се сетам во кое село беше, имаше манастир Лесновски манастир. Добро. Тоа го започнавме со наградата Анте во перо, која се доделува за необјавена книга. Годинава прв лауреат на оваа награда е Славче Ѓорѓе Димовски. Во тек се подготовките, конкурсот заврши за наградата Анте во слово, која се доделува повторно во чест на Анте Поповски, но за необјавена поезија. Наградата се доделува како дел од меѓународната манифестација Ангел Лавекија во Сицилија, така да деновиве треба да го објавиме вториот победник за овој конкурс и секако се надеваме добитникот на наградата да ја има можноста да присуствува на меѓународниот фестивал во Италија. А на приватен план, па не знам, пред 2 дена ми излезе наградената енхалонската песна, излегува првите преводи во реномираното италијанско списание Инкроци. Тоа е двојазично списание кое се публикува повеќе од 15 години во Италија и голема благодарност до самиот уредувачки тим да се најде мојата песна преведена на италијански, на англиски и на италијански. Она што се работи е подготовката на мојата книга која треба да излезе до крајот на годината во Бугарија. Ова е сериозен успех за Ледена вода, затоа што таа е моја прва книга и полека си го наоѓа патот во светот на преведувачката литература надвор. И секако со стиснати палци ги чекаме резултатите од конкурсот на Министерството за култура 2019, каде повторно со издавачот на книжевниот центар Антолог аплициравме со мојата втора книга. Дај Боже да ја видиме следната година веќе таа твоја книга. Она што не можам да не те прашам е една заборавена манифестација, тоа е роднокрајните литературни средби. Ја нема, зошто? Да, стигнавме до 12-то издание и наеднаш се случи некаков временски прекин. Дупка. Јас не знам дали е тоа пауза, затоа што навистина оваа година нема... Се плашаш од 13-ката? Како... Не дека се плашам, некако застанавме пред неизе. Не знам, се надевам со пролетта ќе како кукичињата повторно ќе излеземе од подмразот и ќе имаме можност да се собереме, но сметам дека да не е петок, и самиот да не е петок. Само петок 13 манифестација. Важно е дека роднокрајните поетски средби како такви направи една преубава мрежа на луѓе од Струмица кои еве годинава ги гледаме во нивни нови форми, во нивни нови концепти како ја пополнуваат културната програма во градот. Кога го спомна новиот концепт, не може да не те прашам, застапен си во првото издание на списанието за литература, култура, идеи, уметност и наука. Не знам дали е тоа редосledот на нештата, кој се вика Зенит. Беше ти на промоцијата, збор 2 за списанието. Како културен работник, како представник на здружение кој се занимава со развој на културата,
Сметам дека е од особена важност што Струмица за прв пат во овие 3 децении може да се пофали со нешто што е навистина уникатно, навистина оригинално, содржината е богата и квалитетна и она што гласно и јавно би сакал да го кажеме, голем поздрав до главниот уредник и до сите соработници на списанието. И да, сметам дека Зенит навистина треба да постои во хоризонтот на нашиот град, затоа што такво списание не само што му е потребно на Струмица, особено е потребно за културните дејци во нашиот град, но истовремено е потребно затоа што и авторите од Македонија и од надвор ќе имаат можност да се презентираат и промовираат пред нашата струмичка сцена. Истовремено ние да дознаваме за нови автори, но исто така и тие да дознаат за она што се создава на нашето тло. Така. Ете, тоа отприлика имав да те прашам, останува да ти се заблагодарам за учеството во емисијава, да ти посакам убава успешна реализација на манифестацијата 100.000 поети за промена утре вечер и се надам дека ќе имам уште многу вакви поводи за вакви убави разговори. Ти благодарам. Ти благодарам и на тебе, уште еднаш повик до гледачите утре вечер во 19 во Кафе Бар Селект и убави празници за сите кои не гледаат. Така, ти благодарам. Почитувани гледачи, тука е крајот на емисијава, се раздалуваме со вас со песната на денот која ви избравте со вашите гласови, тоа е песната Љубав кој пиесме во исполнение на легендарниот Желко Бебек. Ви посакувам убав викенд, се гледаме во понеделник во 10 часот, до тогаш довидување.